Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва во студиото се прателичката на СДСМ Јована Тренчевска. Добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Само и претенникот на ВМРО ДПМН Миле Левков. Добре дојдовте, Миле Левков. Добро вечер, благодарам на поканата. Многу актуелни теми, претпоставам ќе ги интересираат вашите ставови граѓаните. За почеток ја би сакала со нешто беше најактуелно, една од најактуелните теми деновиве, тоа беше проектот Безбеден град Safe City. Првичните податоци се дека има намалување на бројот на сообраќајните прекршоци, на повредените, на загинатите во овие изминати 2 месеци. Господио Тренчевска, и понатаму се да сама смета дека имавте одредени забелешки во однос на овој проект, меѓутоа сметате ли дека е добро што се воведува овие правила со помало возење, со граѓаните гледам дека сите се некако внимаваат многу при возењето? Социјалдемократскиот сојуз не беше против проектот Безбеден град или Safe City, туку против неприфаќањето на амандманите кои што ги поднесовме на кривичниот законник и во делот на податоците, безбедноста на податоците кои се чуваат во системот. Инаку, апсолутно сме за поголема безбедност во сообраќајот, што ја овозможува Safe City. Ако мене лично ме прашате, затоа што често патувам од Скопје до Струмица и низ државата, апсолутно го поддржувам и се гледа дека безнеењето на колите е намалено, се намалени казните и е гаранција за некаква поголема безбедност, меѓутоа ајде ќе оставиме на времето прекршоците и ќе оставиме на времето да видиме како. Од што страбува СДСМ во однос на тоа, го поврзувавте на некој начин нашиот амандман се однесуваше влада да не се укине и дека опозицијата техничката влада немаше, не е поврзано Safe City со техничката. Да, имаше такви коментари од страна на СДСМ дека може да се злоупотребува во кампањата. Тоа е друго прашање, не е поврзано со техничката влада, значи нашиот амандман беше за чувањето на податоците за после 24 или 48 часа да може да се бришат и само со барање од обвинителство да може да се нели во случај на некакво кривично дело да може да се добиваат овие податоци. Не беше прифатен ваквиот амандман од страна на позицијата со образложение дека во текот на процесот сите тие работи ќе бидат разјаснети, па ќе видиме, времето ќе покаже што и како, затоа што поучени од минатото, секако дека мора да ставиме некаква резерва на личните податоци на граѓаните и евентуална злоупотреба на овие податоци. Ливков? Навистина штета што опозицијата, поточно Социјалдемократскиот сојуз, не се приклучи, не даде поддршка кога се донесуваше кривичниот законник, практично нели и одредбите кои што овозможи функционирање на проектот Безбеден град, односно и се даде една алатка на безбедните камери да можат да се користат снимките. Тоа е веќе општо прифатен проект, би рекол, од општеството, нешто кое што се користи на Запад и е, да кажем, својство на големите метрополи. Законите постојат за да се почитуваат и законите се почитуваат за да се заштитат учесниците во патниот сообраќај. Јасно е зошто се користат камерите, за која намена, како се користат, за кои прекршоци и за кои дела и воопшто не беше спорно нивното чување, затоа што она за кое што алудираше Социјалдемократскиот сојуз практично се правили закони кои што важат за секој надзор, генерално за сите поставени видеокамери за безбедносен надзор или сите видеокамери кои што се поставени кај работодавачите, нели, за контрола на работно време и така натаму, важат истите правила дека без налог од јавен обвинител истите не можат да се користат, односно не се пристапни на неовластени лица надвор од намената за која што се поставени. Така да стануваше збор за амандмани кои што се редундантни, односно се повторува нешто кое што веќе е регулирано и ве уверувам дека тие стравувања се надвор од реалноста, намената на камерите на Smart City и законските измени кои што се на Safe City и законските измени кои што се направија се само со цел да функционираат, да можат да се користат снимките и на крајот на денот да се почитуваат ограничувањата од законот за безбедност во сообраќајот. Само една корекција на колегата Левков. Кривичниот законник го поддржавме.
И покрај тоа што не беа прифатени амандманите, затоа што во кривичниот законник имаше и одредби кои што се однесуваат на родово базираното насилство, согласување со Истанбулската конвенција, и во тој дел, за да не бидат погрешно информирани граѓаните, Социјалдемократскиот сојуз, пратеничката група го поддржа кривичниот закон. Се извинувам ако искористиш таква формулација, мислев, не го поддржав. она што сакав да кажам, жалам што кривичниот законник го користите како изговор за да ставите резерва во вашата доверба кон овој проект. Колега, времето ќе покаже, и тоа што Меѓутоа, не е коректно кривичниот законник кој што се донесува за да се исправат неправди кои што вие ги протнавте во собрание со европско званице и денеска да ги користите како изговор. Вие ги поддржавте со тоа што направивте кворум на седницата. На бројни, така да, само да ви вратам, извинете, на бројни емисии се виде кој го оствари кворумот, имавте доволен број на пратеници и на крајот на денот, ако е тоа точно, зошто во тоа време вашиот председател на државата Стево Пендаровски трчаше и го подпиша укасот за прогласување во рекордно време? Колега, зошто? Одговорете ми. Не, зошто сме го донеле? Оставете ме да ви одговорам. Добро. Зошто сме го донеле? Тоа е почеток на прашање. И како граѓаните реагираа на ова, се покажа на изборите, затоа сме опозиција. Меѓутоа, вие наместо да направите, да го вратите онаа решение пред 2023 година, кој вие го кинавте? Вие сега со овие измени требаше да го вратите тоа решение кое што беше пред 2023 година, кое што при самите измени на законот ги критикувавте ова што беше донесено во времето кога СДСМ беше на власт. Вие не го вративте, колега. Вие може би ја зголемивте горната граница, но долната граница на казните ја намаливте. И тоа е лицемерие. Лицемерие да кажете дека ви требаше година и пол да ги направите измените од кога сте на власт и на крајот да доставите измени кои што нималку не наликуваат но на решение што беше пред да бидат сменет кривичниот законник. Така да граѓаните ќе си пресудат сами апсолутно за ова. Меѓутоа, тоа е лицемерието на ВМРО-ДПМН. Не, многу несериозни анализи правите на законското решение кое што е донесено. Велите да се врати она кое што е претходно, кое вие, вашата влада и вашите пратеници го укина. Она што го направивме ние со новите измени на кривичниот законник е до прецизирање на кривичните дела, практично давање воздух на судството и обвинителството за практична примена на законите. Не знам во која насока одите со критиката кога зборувате дека не е доволно регулирано, кога напротив, вие го избришавте ставот 5 кој што се однесуваше на јавните набавки од членот 353 злоупотреба вршење на службена положба и се тоа што беше предвидено како каучук амандман и недоволно прецизирано, нотирано од вашите министри за правда во тоа време, вратете ги назад извештаите и на Рената Десковска и на Тупанчевски, кои што и самите велеа дека се недоволно прецизирани, влеговме во едно допрецизирање на правното битие злоупотреба на службена должност и вие сега се усмелувате вака, неосновано и неаргументирано, да делите совети како требало да биде изменен законот кој што вие го сменивте со европско званице, а со кривичниот законник што ќе се носи, дали ќе се регулира? Само една мала интервенција. Апсолутно дека бевме критикувани за и признаваме дека е направена грешка. Зошто критикувате? Зошто вие не го вративте во онаа форма во која што беше кривичниот законник пред измената? Зошто се навраќате на времето? Чекайте, колега, јас ве слушав внимателно. Дајте да бидеме парламентарни, да не си влегуваме во збор за да можат граѓаните да слушнат нашите ставови. Меѓутоа, зошто не ја вративте истата форма? Зошто направивте измени кои што не одат во прилог на граѓаните и не одат во прилог на затегнување на казнената политика?
Апсолутно. Зошто? Апсолутно не е затегнување. Не е прецизирање. Видете, прецизирање на битие, вие на можете кривично да зборувате што сакате. И вие 2 години зборувате за тоа што направиле СДСМ. Колешке, законите, вака една работа да расчистиме. Ајде, разбудете се од сонот дека не сте опозиција, вие сте опозиција. Намалете со поезијата сега. Не, каква поезија бе колега, вистината ве боли. Вистината ве боли. Вистината дека не какви грешки исправивте? Само манипулирате. Ако исправивте грешка, ќе го вративте. Кривичниот законник во онаа форма во која што беше до 2020 година. Не ви одговара, колега. Не ви одговара. Не е точно. Ова се паушални Така е, се што кажува опозицијата е паушално, она што вие го зборувате вистината. Кривичниот законник на крајот од денот колешки треба да се применува. Треба да се применува. Позиција, не сте бидејќи се повторувате, ве молам. Треба да се користи од страна на судовите и обвинителите. Еве ќе се носи нов кривичен законник, нели беше најавен за до крајот на јуни, веројатно дел од овие дилеми ќе треба таму да се доследат, ако е така сега, бидејќи се зборува нели за нов кривичен законник. Постојат и други аспекти нормално кои што треба да се нотираат. Ова кој што го донесовме, рековме поради забелешките кои што ги имаше Европската комисија нотирани во извештајот за Република Македонија, поради одлуката на Уставен суд за измените на кривичен законник со европско знаменце, каде што овие кривични дејствија за кои што зборува колешката беа декриминализирани, односно едноставно ниту судиите, ниту обвинителите можеа да постапуваат, истите се правно прецизирани и се дел од новите измени. Сакала подоцна дека зборуваме за судството и за изборот на нов јавен обвинител и така натаму, има многу обвинувања во последно време меѓу власта и опозицијата на оваа тема. Би сакала само околу сепсите да довршиме. Ливков дали власта на некој начин ретерираше со на намалување на толеранцијата, со зголемување, на толеранцијата за прекршоците, што мислам дека сега веќе можат луѓето полесно да се навикнат. Тоа беше образложение. Не станува збор за ретерирање. Имаше критики. Не станува збор за ретерирање, така е. Сите технички направи уреди, како вклучително и камерите кои што се дел од сите и сензорите кои што работат, секогаш имаат одредени остапки на толеранција. Односно, секое возило, ако ги погледнете и напаствијата од самиот произведувач, признаваат разлика која што може да ја покажува брзинометарот од плюс минус до 2 до 3%. Они измени кои што се направени со онаа која што се нарекува толеранција е никој да не биде доведен во ситуација да биде казнен без негова вина. Односно, ако вашето возило на брзинометарот ви покажува 50%, а самиот производител кажал дека таа брзина може да остапува со 2 до 3%, не е фер вие да бидете казнети за возење со 51, 52 или 53 км на час. Зошто? Затоа што вие тоа не сте го направиле свесно. Во таа насока, за калибрирање на овие податоци кои што можат различно да бидат дел од брзинометарот и она што ги покажува паметните системи на SafeCity, затоа се направи и тие корекции. Воопшто не е ретерирање. Да, добро, ќе видиме како во следниот период имаше најави од страна на министерот дека ќе се прават одредени дообјаснувања, ќе се прецизираат околу тоа што би значило застанување на кратко и такви некои дилеми. Ќе видиме како. Една од дискусиите на претедничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше токму тоа. Направивме една анализа како е во другите земји и речиси во сите земји има одредена толеранција над дозволеното, така да најверојатно и Министерството за внатрешни работи го зеле во предвид и она што го кажуваше и опозицијата, меѓутоа и она што е пракса во останатите земји, секаде треба да има некаква мала толеранција над дозволеното за да не се казнуваат граѓаните. Од преголем стрес ке заборава да го зацешегам. Нема врска. Одиме на следната тема, тоа е превозниците. Денеска веста беше од средбата на министрите од Западен Балкан со представниците на Европската комисија дека ќе се носи, тоа последната информација дека следната недела ќе се носи тоа преодно решение. Задоволни ли сте со ова решение, бидејќи власта деновиве често го користеше тоа дека ова е наследен проблем. Господиот Тринчевска, сметате дека ова добар чекор? Сепак Брисел ги зема реакциите од овде, бидејќи проценките беа и дневно дека ќе бидат преку 100 милиони евра загубите. Пролонгирана е примената од септември, така беше најавата.
Доколку власта не го закочеше евроинтегративниот процес во државата, ќе немаше да се доведеме во една ваква ситуација да превозниците штрајкуваат и да се барат некакви други решенија за да може да возат низ европските држави. И затоа како опозиција, како Социјалдемократски сојуз, постојано повикуваме на тоа власта конечно да реши дали сака да влеземе во Европската унија и да го забрза тој процес на евроинтеграција на државата. Не само оваа прашање, очигледно во наредниот период и многу други вакви проблеми може да се јават доколку власта навистина нема чувство за важноста на државата да биде дел од да биде дел од европското семејство. Многу често се слуша она формулација доколку владата на ВМРО-ДПМН не ја блокираше државата во евроинтегративниот пат, меѓутоа повикувам да бидеме честни кон граѓаните и да не користиме партиски факти, туку да користиме навистина факти кои што произлегуваат од релевантни извори. Најпрвин, сите вета и блокади кои што дојдоа во време на СДСМ, тоа се факт. Послем промената на името, блокадата која што дојде од Холандија, од Франција 2019 и е во ваше време. И веднаш следеше послем најавите и пресконференциите во влада, во која што вашиот сограѓанин, во тоа време премиер, најавуваше дека се отпочнати преговорите за членство во Европската унија. Блокадата од Бугарија како вето, ова беа блокади, не беа вето, дојде 2020 година. И исто така во време на СДСМ. За регулативата за која што зборувате за превозниците е донесена во постапка на соодлучување во Европскиот парламент во соработка со Европската комисија во време кога СДСМ ја водело и Министерството за надворешни работи, меѓутоа и ги водело сите дипломатски линкови. И без притоа да има ниту една забелешка на системот ЕЕС, односно Exit Entry систем на Европската унија, кој што денеска ги зададе проблемите на превозниците кои што ги гледаме. Факт е дека дипломатската активност на владата на ВМРО-ДПМН допринесе тоа Европската комисија да ги признае овие проблеми и да најави нивно решавање, односно изедначување на професионалните шофери со статусот кој што го имаат пилотите и оние кои што се во водниот, и во железничкиот превоз. И тоа е за пофалба. И на крајот на денот, блокирана држава не е онаа држава во која парламентарното собрание на Советот на Европа ќе го прекине постмониторингот како што сме ние. Напротив, тоа е признание дека ги исполнуваме сите демократски стандарди, дека Македонија е демократска држава која што има политички проблеми предизвикани од неодговорното раководење на оние кои што ни ја водеа надворешната политика во минатото, а тоа е двоецот СДСМ и ДУИ. Колега, затварањето на мониторингот е резултат на не е за блокирана држава. Пратениците од сите политички партии. Апсолутно. На борбата на сите пратеници кои што се дел од Јас се согласувам со вас. Европскиот совет и не е резултат на оваа власт. Туку на пратениците од сите политички партии кои што се бореа таму во Советот на Европа. И е признание за демократскиот капацитет. Мојата поента не е за тоа дали оваа влада работи на евроинтегративниот процес, туку на храброста на владата да носи државнички одлуки. Затоа што скоро 2 години Добро. Вие сте власт. И вие ништо друго не превземате, освен што се навраќате на времето кога СДСМ била на власт. Значи, зошто губите време на навраќање наназад? Дајте, покажете вие што ќе направите. Затоа што очигледно овие 2 години ништо не правите. Ние што сме правеле, народот ни кажа, вие сте за во опозиција. Вам ви дадоа мандат да ја исправите државата на вистинскиот пат. Не ја исправувате. Значи, наместо да работите во интерес на граѓаните, вие работите само во интерес на една мала група од ВМРО-ДПМН. Не работите, колега, ниту во интерес на работниците, ниту во интерес на граѓаните, ниту во интерес на никој од државата.
Престанете да се навраќате на времето на СДСМ. Покажете им на граѓаните, тие кои што ви го дале мандатот, дека тоа што ви стои во платформата со која што ги добивте изборите, ќе го реализирате. Ако направите анализа на тоа што ви е реализирано, па вие немате ни 10% од онаа што го ветивте за 2 години, уште малку и втората година од вашиот мандат ќе Не знам како ги правите тие анализи. Само видете си ги проектите, си ги имате во платформата. Сега дозволете ми да ви одговорам. Сето ова кој што го набројавте спаѓа само во така наречен политички фолклор. Велите зошто наназад? Зошто наназад? За да ги враќаме долговите во кој што не задолжи владата на СДСМ и ДУИ, зошто назад, за да направиме анализа на сите отстапки кои што ги направивте вие во минатото, а посебно кое ги добивме блокадите. Посебно најголемата отстапка во историјата не видена за друга држава, односно промената на уставното име 2018-та, следе овие блокади за кои што ви споменав од Холандија, од Франција, понатаму следеше ветото од Бугарија. Затоа се не враќаме наназад, затоа што тие проблеми сега не следат. И секојаш кога зборуваме дека Македонија со тоа што е тргната од постмониторингот, со тоа што ќе ги зајакне своите демократски капацитети, ќе ги зајакне институциите, ќе ја зајакне својата позиција за репреговарање. Затоа што Македонија во Европската Унија не е блокирана затоа што оваа власт кажува не, туку затоа што предходната, вашата власт, велеше да на секое национално понижување без никакви гаранции. Да се бараа гаранции, само момент, да се бараа гаранции во 2018-та кога се менуваше името, а да нема некои други лукративни интереси, оние кои што не ја водеа меѓународната политика во тој момент, можеби немаше да се случат овие блокади. Меѓутоа, таму сме каде што сме, гледаме наназад за да ги вратиме долговите со кои вие ја задолживте државата и гледаме наназад за да не овозможиме уште едно национално понижување. И гледаме наназад за никогаш повеќе да не влеземе во стапицата во која што не воведе владата на СДСМ и ДУИ. Гледаме наназад за патот кон Европската Унија да биде што пократок и поефективен, а не да се користи како партиски слоган. Гледате наназад, а никако нанапред. Гледате наназад и ветувавте дека името ќе го вратите, дека и Преспанскиот договор ќе го поништите. 2 години имате апсолутна власт, имате доволен број на пратеници, па дајте сменете го еднаш, вратете го името, поништете го Преспанскиот договор и нема да гледате наназад, туку ќе гледате нанапред. Вие од гледање наназад, колега, патот нанапред на Македонија е блокиран, затоа што цело време плачете колку касата била, буџетот бил празен. Па колега, ние во 2017 кога дојдовме на власт, буџетот беше многу попразен. Не плачевме, се пативме за работа и работевме. Вие 2 години зборувате колку буџетот бил празен, колку предходната власт ја задолжувала државата, колку враќате камата. Па вие секој ден се задолжувате, меѓутоа не да враќате долгови, покрај тоа што враќате се задолжувате со екстра милионски суми, што не знаеме кај одат. Кај е и унгарскиот кредит, кај е? 1 милиарда евра? Не, ви знаем што ќе ми одговорите. Нема. Одете по локалните општини, ќе видите, освен бекатон, плочки и чешми, немаме никакви капитални инвестиции. Кажете еден капитален проект што е направено од тој кредит. Кај се парите за приватниот сектор? Зошто немаме информација кај се отидени во кои приватни фирми? Колега, вакви празни флоскули кои што 2 години ги слушаме од позицијата, од власта, нема да ве однесат напред. Напротив, ќе ја носите се во поголема дупка државата. Левков, одговорите, кратка реплика. Ова е чиста манипулација со јавниот долг. Мандатот политичарите го добиваат во одредени мандати и логично е кога се прават анализите да се прават за одреден период или за одреден мандат. Ако го погледнете периодот 2017-2024 власт на СДСМ и ДУИ,
2017 која вие ја споменувате, се наследува државата со задолженост од 35 до 40% од БДП. Овде станува збор за релативна, не за апсолутни бројки, туку за релативна. Во рок од 7 години владење, од 40%, знаете до колку дојдовте? До 54% задолженост од БДП. Само ви зборувам според, и тоа според ИМФ, Меѓународен монетарен фонд. Моменталниот јавен долг, зависно од изворот, изнесува од 62 до 63%, значи намален за 1%. Ако се споредби со растот на бруто домашниот производ, вие сте ја задолжиле, односно сте имале гап или можност да ја задолжувате државата за над 20% од бруто домашниот производ, а сте оствариле минорен или никаков раст на бруто домашниот производ. Не заборавате дека имаме пат, само момент. Бевме сочени со ковид кризата и најголемите задолжувања беа за ковид кризата. Само да се докажа, со бруто домашниот производ, а имаме раст на БДП од 3,8, односно 4%, и вие велите не ги гледале, а каде одат тие пари? Знаете зошто не ги гледате? Затоа што во тој период за кој што го споменавте вие, зошто немате економски раст? Затоа што вашите колеги функционери, ќе се сетите на влада, тогаш во време на енергетска криза беа преокупирани со отворање на енергетски фирми на своји родни. Тоа е манипулација, иако извинете, тоа е манипулација. Сега сте власт, можете да превземате чекори, еве, нека превземе чекори. Не, можете да сите записници ги имате. Така да со вакво навраќање само на минатото, не гледање напред, нема да ја носите државата кон подобро. И не заборавајте дека ние од 2020 А ви очекувате дека никој нема да зборува за вашите резултати? Со тоа нанадзад. Ковид криза, со енергетска криза и со економска криза. Не, ковид криза кога набавувавте вакцини од ком... Видете, чекајте. Само дали е таа истата криза не треба да се навраќате, меѓутоа не може за се да ви е крива тие години кога СДСМ беше на власт. Тоа е клучот на одговорноста. Тоа е клучот на одговорноста. Едно ветувавте колега во време на предизборната кампања, друго ветувавте за овие 2 години, ништо не направивте. Кажете ми што направивте добро за државата за овие 2 години? Апсолутно ништо. Во било кој сектор Еве јас да презначам Ливков, според вас кој е најголемиот проект на владата реализиран во овие безмалку 2 години? Најголемиот проект на владата реализиран во овие 2 години е пристапот кој што го има владата кон капиталните проекти во општините, односно она кое што не го правеше претходната влада. Сите капитални инвестиции беа би рекол концентрирани, ова е моје мислење, концентрирани на државно ниво, за потоа со ребалансот да видевме како тие капитални инвестиции се разлеваа како трошоци. Ќе ве потсетам во време кога парите трошени за енергетската криза во завршната сметка за реализирање на буџетот ги прикажувавте како капитални инвестиции. Да, парите трошени ги прикажувавте. Сега имаме еден друг пристап во кој што централната власт доделува капиталните проекти да бидат диригирани, насочувани, планирани и реализирани од локалните општини. Тоа се старечки домови, базени, апсолутно. Паркчиња, чешми, бекатон плочки, тоа се мали улички, тоа се вашите капитални проекти. А јесте за тендери, вие за ворек уште ги отварате, вие сте за набавки на јаглен, вие се уште ги отварате градинките кои што ние ги започнавме да ги градаме. Вашата визија ја нема колега. Предававте градинките. Зборуваме за капитални проекти, колега. Ама го избришавте делото за злоупотреба на јавни средства. И повторно, манипулативно и со празни зборови зборувавте за капиталните инвестиции во државата кои што не успевате ни да ги реализирате. Затоа што имате најголемата забелешка, госпоѓо Тренчевска. Еве, нешто најмногу реализација на капитални. Нешто најмногу забележувате на владата како опозиција. Не сте способни да реализирате капитални проекти. Кој е најголемиот проблем според вас во делот на економијата? Бидејќи власта сега обично секогаш гледа како велат со розови очила, опозицијата се нешто црно, реалноста веројатно некаде тука. Тоа што им ги кажува, што е проблемот? Што е најпроблематично граѓаните? Немат визија и немат капацитет, освен
што се бават со своји криминални проекти и освен со корупција, па ви излегуваат секој ден, ви излегуваат секој ден како 151 тендер на една фирма, 50 тендери на друга фирма. Како колку тендери? 151 тендер само на една фирма има за јавни дадено. набавки зборувате? 151 тендер на друга фирма, колега, и тоа на фирми блиски со вас. Да, така да вашите криминали тек излегуваат и тоа за овие две години, колку што не цели 2 години колку сте на власт. Секогаш ги охрабрувам истражните органи и обвинителството да се занимаваат особено со објавите на опозицијата затоа што тоа сме работеле, меѓутоа вие најверојатно не сте научени за фирми кои што работат. Едноставно кај вас фирмите ги земаат тендерите, затоа оние фирми кои што се регистрира после објавувањето на со два вработени. Ќе ве потсетам во време на енергетска криза договори во 4 очи. Да, затоа го намаливте, затоа го сменивте на почетокот на мандатот законот за јавни набавки. А знаете тие дека се блиски до ваши сограѓани. Мислам, граѓаните веќе гледат веќе кон што ги носи оваа власт. Ви дадоа шанса на парламентарните избори. Ви дадоа шанса и на локалните избори. Ќе видиме, се поголемо е незадоволството на граѓаните од владењето на ВМРО ДПМН. Тоа е реалноста. Вие можете да се повикувате и на минатото, можете да манипулирате со зборови, меѓутоа граѓаните го чувствуваат. Се што кажа во оваа емисија со бројки и со факти. Ајде сега прашање, дали се согласувате, господјо Тринчевска? Еве премиерот вчера најави од еден настан кај што се зборуваше на таа тема за конфискација, секој што незаконски стекнал имот ќе биде конфискуван. Кој е вашиот став за тоа?